Ајде да им мафнеме на сите што не гледаат сега во моментов. Кого го гледате таму во телевизорот, суперзвездички? Мама, тато, баба. Мама, тато, една баба, една го дедо ондека, има еден што чачка нос, има еден братуче таму, има едни комши, да им мафнеме на сите многу пак, значи за сите оние кои што денеска гледаат емисијата Супер Звезда. Интересно е тоа што Супер Звезда 365 дена се емитува на програмата на Канал 5, делумно од местата кои што ние ги посетуваме со Супер Звездичките, а делумно од едно место кое што се вика како? Универзална сала. Делумно, значи, одиме од Универзална сала, 365 дена го гледате нашиот настап со суперзвездите кои што дојдат токму од ова место позади нас, драги гледачи, каде што денеска дојдовме да бидеме гости. Најчесто кога одиме во Универзална сала суперзвезди? Кога има фестивал, тоа други работи што има во Универзална сала? Концерт. Кога има представи, кога има концерти, значи што друго се случува во Универзална? Па Театарски представи има, гостувања од странство, кога пеат народни песни, кога пеат забавни песни, кога има избор за Евровизија. Многу работи значи се случуваат тука, значи многу пеачи, многу звезди, нема веќе кој све не од цел свет не дошол овдека на ова место што се вика Универзална сала, ќе дознаеме, ќе прашаме. Имате ли прашања денеска што сакате да ги поставите? Имам јас многу прашања. Пред се да прашам на што ви личи Универзална сала вака кога гледате? на црква. На која црква највише ви личи? Соборна. Значи, личи на соборна црква, само и фали крст. А кој е Универзална сала? Што е Универзална сала? И што се случува во Универзална сала, ќе дознаеме денеска. Добре дојдовте во новата емисија. Супер Звезда ве води директно во Универзална сала. Супер Звездички, влегуваме тамо, трчаме. 3, 4, је! Добар ден, дечија! Супер! Јас сум Чичко Звонко и ваш домаќин во Универзалната сала. Брзо да направиме да пукне со Чичко Звонко. Значи, еве, тука сме сега дојдени сите во Универзална сала, а Чичко Звонко ќе биде наш домаќин во денешната емисија на Супер Звезда. Добре ни дојдовте во Супер Звезда. Како Мил, сте? одличен. Со вакви дечиња секој сум добар. Овдека многу гости имате вие секој ден во Универзална сала. Доаѓаат ли деца често? Дечиња многу често ми доаѓаат. Завчера имав една страшна представа, беше преполно, многу беше убаво, а сега ве чекам и вие да дојдете и да направиме убав шоу со Супер Звезда. Еве за сите оние кои што не знаат, Супер Звезда ќе го одржи својот традиционален детски музички фестивал на 15 и 16 април и воедно ги каниме сите оние брзо да им мафнеме на сите оние кои што сакаат да дојдат и да ги гледаат Супер Звездите во живо, одма да доаѓаат и да купуваат веќе карти. Каде се продаваат карти во Универзална сала? Веќе картите, ова е билетерницата на Универзална сала. Овдека се продаваат? Се продават билети за гледање или карти, како се? Значи карти или влезници или билети. Или билети за гледање на концерт или представа. Кога се купуваат карти? Во кое време? Дали да работи рано на саба? Работи поручек од 2 до 8 навечер или од 14 до 20 часот. Сите оние кои што сакаат билети можат да дојдат овде. Повелат и да си купат картичка и да си гледаат Супер Звезди. Сте биле ли некогаш вие на билетарата во Универзална сала? Од вас овдека сте дошли да купите карти? Значи, тоа не е ништо непознато за нас. А ние се знаеме. Мој другар, дали некој знае отприлике кога е направена Универзална сала? Вие не знаете сигурно, сте многу малечки, јас ќе ви кажам. Универзална сала е направена далечната 1964 година. Ја бев малечок колку вас која ја правев. Ама се останеш. Сега порасна, Сега значи, порасна. Звонко и дојде времето да работи. Да работам во Универзална сала. Универзалната сала, дечије мој, дојдете да вама. Да ви Ајде да видиме вамо, да видиме нешто што има многу интересно, убаво е и гледачите да можат да видат. Сала, на зидов има една табла на која се напишени имиња на 36 земји кои дале пари да се направи Универзалната сала. Ова е солидарен проект. Солидарен проект. Вие сигурно знаете дека некогаш одамна во Скопје имаше еден земјотрес многу лош. Се искрши и овие земји дадоа пари да се направи оваа сала. Значи да видиме вели вака. Ова Универзална сала за приредби е подигната со помошта што на Скопје му ја упатија граѓаните, хуманитарните организации и владите на Авганистан, Австралија, Аргентина, Боливија, Бразилија, Гвинеја, Ирак, Иран, Индонезија, Израел, Јордан, Јемен, Јапонија, Камбоџа, Куба, Канада, Кипар, Либан, Либерија, Луксембург, Мали,
Монголија, Мароко, Монако, Нигерија, Нов Зеланд, Пакистан, Судан, Сенегал, Сирија, Турција, Тунис, Уругвај, Целон, Чиле, како и странските туристи што на денот на катастрофата се најдоа во Југославија, значи Македонија денешна. Вели, овој објект ќе остане како траен символ на меѓународната човечка солидарност во обновата на Скопје по катастрофалниот земјотрес од 1963 година, 26 јули. Значи земјотресот има све урнато во тоа време и сите овие земји и оние туристи кои што биле овдека донирале пари и се направила салата. Да се направи оваа сала, за да можеме ние понатак да си гледаме концерти. Што треба сега да направиме за да влеземе, за да гледаме на концерт? Рековме, купиме влезница, идеме понатак. Ајде сега да видиме кој е редот, кој е начинот, што се прави секога ќе се дојде значи во една сала, што треба да направиме за да можеме да влеземе во сала. Ајде да видиме овдека сега. Гледате овдека дека има разни плакати залепено како предупредување. Значи, кога ќе влеземе во една сала, за да бидеме културни васпитани, опа, здраво чедо, се забранува внесување на храна. Прво ќе дојдеме, ќе се зајадеме дома, па после ќе си дојдеме на концерт. Овде не може да си дојдеме ние со се. Ќе јадеме, тратра не може. Не може да си донесеме сарма од дома па да јадеме. Тама работа, а нема ни според каде го подкрее. Јувки, Не биде. ништо. Значи храна не смее да носиме во салата. Втората работа. Се забранува вика да се фотографира во салата. Не може да дојдеме со апарат за сликање да си го Не сликаме може. на пример бајага. Бајага не може да го сликате зашто нема да даде. Зашто тоа има некои прописи во договарањето меѓу уметниците и они не дозволуваат сликање. Тоа е тоа. Третата работа најголема. Ајде нешто е исто така многу битно е овдека има еден знак, овде вели на знакот. Што пише овдека? Така е, значи, за време на концерт не е убаво да звонат мобилни телефони и да си правите муабет со пријатели или со девојка или дечко ако има. Со дечковците си прават муабет, они со женските тие машките зборуваат. Не е убаво. Значи затоа што треба да ја слушаме музиката, Сигурно. треба да ја гледаме представата. Ма нормално ќе им пречи на нив. Право, вие сте цари, све знаете. Ајде да влеземе сега да видиме што има овде. Значи ги научивме пропозициите, а сега драги гледачи одиме директно во салата. Правиме мала пауза, се враќаме од сцената во универзална сала. Еве назад, повторно во програма, Чичко Звонко е со нас. Уште не сме дојдени до сцената. Пред сцената има едно вакво како ходникова. Што е овде, Чичко Звонко? Ево вака. Чим ќе влеземе од овдека со билетите, има нечичковци стојат на врата, ќе ги скинат билетите и ќе влезете во фоаето. Ова се вика фоае. Че ова е фоаје. Што се прави во фоаје? Во фоаето се чека додека почне представата. Овдека има едно бифенце, па можете се напиете сокче, Млекце. кафенце и така натака. Вие не, вашите родители. Не, пошто опашки не растат сега кафе, а на времето пиев ми порасна многу голема, па ми ја сече, па ме болеше и решив да не пијам и до ден денес не сум се напил кафе. Кој пие кафе да крене да кажам овде? Ние. Немаме таков. Си. Браво, готово. Ама тоа е направено за чичковци како мене, кој може да си пие кафеце и нема проблем. Значи од фоаето влагаме полека во салата. Ајде да видиме што има таму. Ајде, одиме сега директно во салата да видиме што се случува во универзалната сала, каде е сцената, каде се столиците, каде е партерот, одиме внатре. Сега дојдовме на ова место кое што се вика како? Ова се вика сцена. Најчесто гледачите, оние кои што доаѓаат, ја гледаат, значи, оваа сцена од таа страна, тоа се вика партер, ложа, како му доаѓа? Па имаме и партери, имаме еден партер, имаме ложи Значи, ова све гледалиште. ова е гледалиште и тука седи публиката. А тие што пеат, што играат и што прават разни керефеки, се тука. Па ние сме тие што правиме керефеки, значи местото ни е тука, значи на вистинско место дојдовме денес. Ние сме точно на местото кај што треба да видиме. Ете така. Што се случува овдека на сцената? На сцената доаѓаат, например, сите го знаете Тоше, нели? Тоше доаѓа. И ке искочи овдека, таму има оркестар, и ќе почне да пее. И ние тоа таму, публиката им ке си браво Тоше, ајде уште еднаш. Тоше бис. И Тоше бис и Тоше искача па пее. Па после него доаѓа Ноне, па доаѓа Владо, Каролина и така натака. Калиопе и сите И сите доаѓаат овдека пеат. Значи овдека е местото каде што се одвиваат сите оние програми. Меѓутоа, најважните, знаете ли кои? Што доаѓаат овдека? Кои се едни од најважните што доаѓаат? Што доаѓаат овдека? Кои се најважните?
Најважно има ли некој што се Па да, Оде се па најважно. да. Аплауз за Чичко Звонко, заслужува громогласен аплауз, браво за Чичко Звонко. Па супер звезди, нормално, они се најважните овдека. Има ли некој некакво прашање да постави да видам? Еве, ајде. Ања повели злато, само кон камерите, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Мања. Ги поздравам гледачите на Супер Звезда, а посебно тие мене што ме сакаат. Колку концерти се одржале во Универзална сала? Ајде сега да видиме Чичко Звонко да ни каже колку концерти се одржале. Број ли некој тоа? Па има отприлike некој цифра, рачунам вака. Универзалната постои 40 години, во просек по 200 концерти Секоја година? секоја година, 4 по 2, неде по 8 до 10, 80.000 концерти се направени. 80.000 концерти се направени овде во Универзална сала. Тоа е неверојатна бројка. А да не ви кажам па колку луѓе влекле. Пуп. Колку места има овдека во гледалиште? 1500. Значи можат 1500 луѓе да дојдат да седат и да гледаат. Дали во Македонија има поголема сала од Универзалната сала? Концертна не. Ова некоја. Ова е значи најголемата и најстара сала, можеме да кажеме дека ваква концертна во Македонија, Универзалната сала е една од тие. Значи овдека секојдневно скоро се случува нешто. Од 365 дена во годината. 200 има. Сигурно? Значи 200 представи се случува. 200 представи годишно има. Од 365, 200 дена со концерти. Овдека во Универзална сала, че сите поминуваме покрај неа, сите доаѓаме, сите ја гледаме. Каква е Универзалната сала? Дали тој што си организира концерт сам си доаѓа па се организира или има некои луѓе кои што работат и сето тоа го помага? Има луѓе кои што работат во Универзална сала, кои го прават концертот, едни од тие сум ја, а има погоре ќе одиме, ќе видите едни тетки има, едни чичковци и други, тие сите помагаат концертот да се направи. Сега, например, може и камерата покаже ако се заврти на страна, да има некои звучници, еве ги гледаме, ова звучници ли се? Да. Овие Зади има некои светлаве, горе може да покажеме, има и некои боја, еве може камерата слободно да се заврти да ги покаже. Еве, гледате, милион светла има овдека, звучници, чуда. Што се овие работи сите? Дали овие работи вие од Универзалната сала ги обезбедувате или ги носат тие што си прават, значи, концерти? се зависи од договорот. Некој си носат они, некој имаме ние. Како ќе се договориме, така правиме. Се зависи од пејачот. Универзална сала е подготвена на сите барања и желби да може да ускочи во секој момент. Во секој момент. За колку време вие може да бидете спремни за еден концерт? Па салата комплетно да биде спремна за еден концерт ни треба негде околу 6 до 7 сата. 6 до 7 часа и концертот може да почне. Може да почне одма. И журката може да нема проблем. Поготово за супер звезди нема гајле. и за пола сат ќе завршиме работа. Дали ние може да ги запознаеме сите тие чичковци кои што овде се секираат за светло, за звучници, за сите овие работи кои што ќе ги видиме. Добро, одиме да ги запознаеме еден по еден. Прво ќе направиме мала пауза, да одмориме ние да одморат и гледачите, а веднаш потоа одиме да ги запознаеме кои се тие чичковци кои што работат во Универзална сала. Нема проблем. Одиме со пауза. Се знаеме уште од многу одамна, до мене се наоѓа Чичко Маријан, мајстор на светло, многу години сме работеле, добро ни дојде во Супер Звезда. Добро е најдов и добра соработка за Супер Звезда и поголем успех. Фала, многу долги години значи го правиме заедно фестивалот Супер Звезда, многу дечиња го гледаат секојдневно на телевизија и не знаат дека многу од оние работи кои што ги презентираме, поготово светлото, значи се координира овдека од оваа соба која што изгледа токму вака. Интересна за многу гледачи да ја видат. Дошле ли некогаш дечиња овдека да видат како изгледа? Па децата се секојаш се интересираат за сите работи, доаѓаат, гледаат и некои знаат што е ова, некои не знаат. Затоа ќе им објасниме подетално што се случува во оваа кабина за светло. Така, и убава можност и прилика е да видат и оние од цела Македонија, кои што и воопшто не посетили и не дошле да ја видат Универзалната сала, видат воопшто како изгледа тука е едно место, како изгледа буквално една просторија од кај што се раководи со светлото. Значи може да покажеме долу да видат гледачите дека се наоѓа сцената. Сега се наоѓаме ние на највисока точка овдека во Универзална сала. Каде што може да се контролира светлото и се гледа постојано сцена што се случува на сцена. Овдека има неверојатна прегледност. Така. Бидејќи мора да бидеме во текст од представата, мора и да гледаме како и што работиме. Гледа точно према сцената и гледачите сега во моментот може да видат од овдека. Дечки убаво ли се гледаат овдека? Да. Како во авион, нели? Да. Поубаво здравје, не можеше да биде. Значи Чичко Маријан има најубавата кабина со најубав поглед. Така. Што прави Чичко Маријан од овдека од својата кабина? Ова е моето работно место кое го поминувам, значи весело секојаш со концерти, со забава и од тука го работам светлото, значи ги правам сите ефекти што ја разубавуваат представата. Так. Да биде весела и фина за око, за да се види. Со помош на што се вклучуваат и се исклучуваат сите тие светла кои што се наоѓаат на сцена? Сите овие расветни тела ги работиме преку миксер за светло наречен, каде што
ги правиме сите светлосни ефекти. Значи кога била купена салата на времето порано имало и некои постари модели, убаво е да ги видат гледачите, значи ова се веќе некои антички модели, они се надвор од употреба? Не, тие се во употреба, ги одржуваме, имаме и нова опрема. И тие работат, но има и нова опрема, и овде гледаме некоја миксета. Современа опрема, со нејзе работиме повеќе, застарената ни е како резерва. А таа е резерва. Има и ке Филип овдека некаква опрема. Да има. Филип, вклучи тамо црвено светло златен, стисни на тоа копчето, да видиме, да ги има. Значи... Да, таа е стара техника, меѓутоа ова е понов миксер за светло за интелигенција која ги прави сите ефекти, движења нова. Што може да направи значи овие светла? Чичко Маријан, што све може да се направи? Како може да се оживее сцената? На пример, да покажеме, а може камерата да дојде од овдека, да видиме не Чичко Маријан да застане на миксетата? Ова е новата опрема со која со едно движење се прават многу сцени. Еве ги светлосните ефекти, движења, трепкањето и сето тоа што е потребно за еден концерт. Значи ние овдека ќе пипнеме, а тамо мрда целата сцена. Неверојатни работи, драги гледачи, погледнете што се случува, како игра универзална сала. Личи ли на диско? Да! Личи ли на журка? Да! Кај сте виделе волку многу светла до сега? Никаде! Има ли некој од вас вакви светла у дневна, например? У спална, например? Во школа нема? И во диско има светла, ама волку многу светла никаде нема. Браво, само во универзална сала. Браво, тешко ли е да се работи една ваква професија? Па треба малце повеќе љубов и нема проблем. Треба искуство. Напорно ли е да се одржуваат сите овие рефлектори? Ние ги гледаме, ни убаво, ни светката, ама што се случува кога ќе прегори некој светло, некој треба да се качи и да го замени. Треба да го замени, така е. Меѓутоа работата е таа, ми се допаѓа, убаво е, супер звезда фестивалот која ќе работиме, значи јас сум весел. Така, стално сме весели, тука многу пати заедно имаме седам со Чичко Маријан, па се договараме каде ќе пуштиме повеќе црвено, каде плаво, каде ќе имаме бело светло. Сите ефекти за да биде супер звезда многу прекрасна, убава. Чичко Маријан, дали плаќа карта кога доаѓа да ги гледа овдека сите звезди? Да, моите деца плаќаат карта. А Чичко Маријан директно? Не. Јас не. Него му е работа да биде овдека и да направи сите оние кои што се во салата се чувствуваат убаво. Така. Чичко Маријан, благодариме многу. Благодарам. Имавме една прекрасна презентација, апсолутно сме воодушевени. Имаме едно прашање да видам само. Дејана повели Злато, да видиме милион прашања се случија се од никаде. Значи еве еден куп прашања. Дејана повели Злато. Здраво, јас сум Дејана. Прво сакам да ги поздравам моите другарки од училиште и сите дома. Сакам да го прашам Чичко Маријан од кога тој работи во универзална сала. Јас работам доста долго време, околу 20 години сум, значи во универзална, секојдневно учествувам во сите приредби и Поубаво е да се работи вака со свето или да се работи на пример во канцеларија. времето поминато со сите пејачи, деца пејачи, супер звезди, тоа е многу подобро поминато време отколку во канцеларија. Не може да се спореди и замени со ништо друго. Не може. Фала, значи имаме прекрасен одговор од Чичко Маријан, му благодариме многу за тоа што ни го кажа и се гледаме следното гледање кога е со Чичко Маријан, знаете ли? На фестивалот 15 и 16 април на фестивалот Супер звезда овдека во универзална сала. Инаку секој пат кога ќе дојдеме во универзална сала и кога ќе ги видиме овие светла како трепкаат, како мрдаат и колку прекрасно изгледа сцената осветлена од сите тие агли, ќе знаеме дека Чичко Маријан стои позади сето тоа, така ли е? Фала многу Чичко Маријан, да сте живи и здрави. Ви благодариме и на вас. Ќе се видиме значи во скоро време пак. Фала, поздрав Чичко Маријан. Чао. Сменивме локација, од светлото дојдовме каде, кај? Кај музиката. Кај музиката да го представиме Батко Мики, здраво за Батко Мики, добре дошол Супер звезда. Јас сум Батко Мики. Шо брежа Батко Мики, како си, добар ли си? Добар, Значи најчесто со тебе се гледаме овде како доаѓаме со Супер звезда на фестивалот, но и на другите манифестации и концерти што се случува. Батко Мики е секој ден тука? Секој ден работен ден и кога има представи, кога има фестивали, сето концерти, нормално мора да бидеме тука. Што работи Батко Мики во универзална сала? Батко Мики е околу тонот. Значи звукот во универзална сала да се погрижиме да биде квалитетен, да можат луѓето да слушат квалитетен звук, да биде прекрасен концертот и се до И тоа. да то звучени микрофоните на своје место. Нормално сите музичари да ги приклучиме ако имаат електрични гитари или инструменти некои. Значи сето тоа доаѓа во еден комплет на озвучување на овој објект.
Ова што е овдека да видам, батко Мики, може да гледачите да видат. Ова е една направа која се има збор што вика миксета, тоа е тонска миксета, за разлика од што има светлосна миксета. Со ова направа се одредува звукот, значи се појачува звукот, се намалува, исто така се регулираат сите микрофони на сите пејачи и сето тоа за да можеме да добиеме, како што реков преходно, квалитетен звук. Овие потенциометри овдека, зошто ги има толку многу? Може да покажеме вака малку понастрана да видите гледачите. Драги гледачи, видете, ова е значи овдека невидена журка, лудница, премногу потенциометри. Батко Мики, ти точно ли знаеш кој потенциометар зашто е? Да, секој потенциометар си има за себе и служи за микрофон. Значи колку потенциометри, толку микрофони и толку музичари на сцена. Значи сега бидејќи овде имаме многу потенциометри, значи може да ставиме многу микрофони, значи може да озвучиме огромен еден оркестар, нели? Да, можеме огромен оркестар, можеме филхармонија, значи можеме детски фестивал со повеќе деца да пеат на сцена со оркестар. Со едноставни зборови, значи може да се направи еден добар квалитетен концерт или фестивал. Може да направиме што сакаме. Ајде да видиме кое прашање ќе постави Сара, повели? Здраво, јас сум Сара Таневска. Ученичка сум во основното училиште Кирил Печиновик. И моето прашање за батко Мики е од кога работи батко Мики во универзалната сала? Од кога батко Мики работи тука? Батко Мики работи од пред 2 години. Значи, Батко Мики е за 2 години во универзална сала. 2 години во универзална сала. Активно почнав се занимавам со ова, значи пред година дена со тонот, уште не сум толку уходан, значи имам јас свој мој претпоставен кој ме воведува исто во ова. И така батко Мики и учи и помага и работи, прави све од еднашка, така ли? така. Фала батко Мики, добивме значи прекрасен одговор, ти благодарам уште еднашка што беше дел од Супер звезда. Фала многу. А сега ние со Супер на 15-16 се гледаме април тука со батко Мики ќе ни помогна Клутонот, а сега ние одиме каде, дечки? Каде одиме? Одиме на сцената уште еднашка. Еве непосредно пред детскиот музички фестивал Супер звезда, сега тука сме значи со Супер звездите, кој ќе пее да видам овдека? Ете така, дали има некој што ќе игра овдека? А дали има некој што ќе биде во хор? Значи имаме хористи, танчери, пеачи, сите. Има ли некој манекен овде да видам? Ја, например, ќе бидам манекен, еви манекенка имаме една овде да пукне, браво. Така. Гледате ли сега како изгледа вака салава? Завртете се и камерата може да покаже да видите како е. Сега е значи празно, нема никој. Кога ќе биде нашиот фестивал овдека ќе биде полно, ќе има многу публика, ќе има многу луѓе, ќе биде све преполно. Има ли некој кој што до сега пеел овдека на Супер звезда фестивал? Еве Дејана, како се чувствуваше Злато ти на фестивалот Супер звезда? Супер. И Сара пееше овдека. Сара, страшно ли е да се пее на фестивал? Не. Ти беше убаво кога имаше многу публика? Да. Што ти правеа тие од тамо, ти мафта? Па некој удира, некој мафта. Мама тато снима со камера с кришум, иако не сме се снимаме ни од време на време, драги гледачи, така, значи беше супер во секој случај. Сега, ајде да видиме ова е сцената овдека на универзална сала, може да ја покажеме и ги гледате светлата. Значи што ќе правиме ние оваа година, каква ќе ни биде на сцената? Ќе направиме шарена да биде? Да. Ќе направиме убава. Значи, драги гледачи, еве сцената, тука сме токму на неа. Овдека на ова подкаченово ќе стои хорот, полека да видиме кај ќе стои хорот. Опа, ајде да направиме еден хор. Ете така. Како ќе мафта хорот да покажеме? А како ќе скока хорот? Значи мафтаме, скокаме со хорот, све супер. Ќе имаме танчери лево, ќе имаме танчери десно. Овдека понапред, значи да застанеме да покажеме каде. Овдека понапред ќе биде пејачот. Тука ќе биде пејачот. Ќе мафта на кај публиката, ќе игра, ќе шизи, они ќе мафтаат од тамо, а овдека позади брзо хорот да се монтира повторно како што си беше. Наместо тоа да погледаме, значи позади хорот ќе ставиме еден голем видео бим и на него ќе пуштаме Супер звезда и што друго имаме ние на нашиот бим, што пуштаме? Нашите спонзори на нашиот видеобим. Па така ќе биде, значи драги гледачи, има многу изненадувања уште што не ви ги кажуваме, бидејќи ви кажеме, вие ќе знаете све и нема да ви биде интересно, за да може да дојдете, значи ви кажуваме дека ќе направиме спектакуларен фестивал како што до сега не се случил. Се наоѓаме значи на половина од она што сакавме денеска да го видиме овдека во универзална сала. Сега ќе одиме да запознаеме уште едни батковци, тетковци и чичковци кои што се наоѓаат во горниот дел, има едни скалички, многу од вас не знаат. Ќе се качиме по тие скалички, ќе отидеме значи во административниот дел на универзална сала каде што работат оние чичковци, тетковци, мајковци и татковци што работат во сметководство. Таму е значи директорот, таму се организаторите, таму се сите. Одиме да ги запознаеме. Одиме по скаличките право нагоре, тргнуваме. Лео, десно низ универзална сала го најдовме и Батко Сашо. Добре ни дојде и Батко Сашо, супер. Добре, најдов. Како си Батко Сашо? Одлично. Што прешти значи овдека во универзална сала?
Па, притежно сум јас мајстор на сцена, каде што се врши тоа местење на сценографија, зависно од представите што се светло, така, средување. Помага за сите тие работи, кои што треба ги организираш исто така? А меѓутоа организацијата е во зависност од што го организира фестивалот. Да речеме концерт, меѓутоа се припрема сценографија, таа дадена сценографија што е од организаторот не ја исполнува на лице место. Ајде да тргнеме полека одека па да кажеме сега, дечки ви се допаѓа ли место кај што дојавме? Ајде да прошетаме малку под Косаша, да кажеме значи што место е ова, на кое место дојавме сега? Сега се наоѓаме моментално во просторија гардероба, наречена солистичка гардероба, каде што се врши припрема или на солисти и пијачи. Значи ли тоа дека овдека оние кои што доаѓаат се шминкаат? Да, шминкање, пресобликување. Има ли некои што стават перики? Има. Има во зависност од представата, ако се глумци, ако е театарска представа, исто така се врши. Значи тука е местото ова е значи да покажеме уште еднаш таа гардероба, може да се каже дечки ви се допаѓа ли овде, може да се опуштиме овдека малце да седнеме, брзо да не видиме така седнати. Значи ова се тие места каде што пејачите, глумците можат да се шминкаат? Да. Лепат мустаки? Зависно со права. Зависно од представата, ако е театарска представа, да, меѓутоа концертна што ако е, си имаат посебно место, секој пејач солист и секој шминкер посебно фризура, гардеробер каде што му се припрема гардеробата и така. Сега да видиме овде кој ќе му прави фризура на Филип 3-4, Филип брзо мести се, сега ќе ти правиме фризура. Само кон огледалото 3-4, ајде сега женски, скокнете на Филип. Правиме фризура. Драги гледачи, Филип е момче со прекрасна фризура. Филип, кој беше твоето прашање? Моето прашање беше колку пејачи биле во оваа гардероба. Ајде, значи, колку пејачи, кои све пејачи дошле овдека? Се знае ли точно кој све престојал овдека во ова место? Да, меѓутоа во зависност од многуте представи што ги имаме, многу пејачи биле во оваа гардероба. Сигурно дека никога ќе го заборавиме. Да, меѓутоа тоа Каролина има и странски пејачи како Рей Чарлс на времето. Рей Чарлс бил исто во... Бајага дали бил тука? Да, Бајага беше завчера. И тоа неодамна, значи сам пред некој ден. Пред некој ден беше. А Ѓорѓе Балашевиќ бил ли некогаш он овде? Да, Ѓорѓе Балашевиќ исто имаше ланската година имаше он концерт тука. Значи, нема некој што било место каде што они се кријат од публиката пред да излезат на сцена. Точно. Тоа е место каде што они се релаксираат. Да знае да зборува, значи оваа гардероба, колку ли треми се пребродувани овдека. Да. Колку ли текстови се вежбани на памет што да кажат кога ќе излезат. Значи, тука е тој момент кога они можат да најдат мал мир уметниците пред она секунда кога ќе излезат на сцена. Точно. Матко Сашо, фала, ја мислам дека убаво си поминавме овде у гардеробава. Дечки, како си поминавте тука? Супер. Филип, како новата фризура, Филип? Да видиме, чекај, гледачите може да видиме фризурата. Бане, твојата фризура? Мојата има. Ајде, окей. Пред да напуштиме гардеробата, да му заблагодариме на Батко Сашо што ни беше нас домаќин во овој домен овдека, а сега одиме да му направиме фризура на Бане. Одиме? 3-4 му правиме фризура на Бане. Сега јас имам едно прашање за супер звезите, сакам да ги прашам, да видам, дека крене рака оној кој што сака да продава, значи, билети во универзална сала. Нема таков. Да видам дека крене рака тој што сака да работи на компјутер во универзална сала. Значи имаме еден, двајца. Да крене рака тој што сака да работи на светло во универзална сала. Имаме еден, така се двоуми, ќе неќе. Кој сака да работи на миксетата тонска во универзална сала? Добро, и што едно прашање, кој сака да биде директор во универзална сала? Значи, дојавме на вистинското место да му кажеме здраво на Чичко Душко. Здраво, супер звездички, добре дојдовте во универзална сала. Ево, значи, Чичко Душко е директор во универзалната сала, да му кажеме здраво, брзо му кажеме здраво. Ето така. Како се чувствува Чичко Душко со толку деца во својата канцеларија? Па, како и секој родител, нели, прекрасно е да се биде во друштво на деца. Баш ми е драго што дојдовте денеска, уште повеќе што покажавте интерес за работењето на универзална сала. Нас многу не интересираше, многу пати сме ја виделе универзална сала, поминуваме покрај неја, таа е секој ден тука на булевар Партизански одреди, не оди никаде, а ние одиме секогаш околу неја и се чудиме, значи, како таа функционира. Тешко ли е да се води една ваква сала со толку луѓе вработени? Денеска видовме дека значи прекрасен амбиентот за работа. Тешко ли е да се биде директор овде? Па
Па веројатно како и за секоја установа од областа на културата не е воопшто лесно да се биде директор, меѓутоа треба многу да се сака работата, да се познава работата за да може успешно да работите. Ме интересира дали суперзвездите имаат сега прашања да видам. Кој има прашање? Ајде да ги поставиме едно по едно. Злато, повелете. Дали Чичко Душко ја сака работата? Така, значи не е тешко кажаме да се работи, а дали Чичко Душко сака својата работа. Да, едно од најважните прашања, едно од најважните работи е кога работите нешто навистина да сакате работата, за да можете да бидете исполнителни во таа работа. Значи без да се сака работата, колку и да се трудите, вие нема да можете да постигнете ефект во работењето. Значи мора да се сака многу работата. Следното прашање ќе постави оваа згодна девојка, повелга ви. Здраво, јас сум Дави, сакам да го прашам Чичко Душко дали е убаво да се биде директор. Дали се убаво па да се биде директор? Па тоа е малку така релативно, нели, дали е убаво или не да се биде директор, затоа што сите настојуваме некако да дојдеме до тоа директорско место. Сите мислиме дека е убаво и е навистина убаво, меѓутоа морам да повторам, треба да ја познавате работата, треба да ја сакате за да се чувствувате убаво на тоа место. По колку часа сакав ова да прашам, по колку часа значи Чичко Душко работи на деневе? Сите сакаат да бидат директор, крена рака. Дали Чичко Душко некогаш доаѓа и навечер овде? Да, не само некогаш, туку постојано кога имаме приредби, манифестации што почнуваат во подоцните и во попладневните часови, понекогаш остануваме и по цел ден, значи ако сакате да бидете директори на ваква установа, вие ќе треба да вложите многу труд, енергија, па и дел од своето скапоцено време. Значи, нема веќе, може да кажеме дека нема некое определено работно време, мора да се доаѓа секој пат кога се има потреба и работа. Апсолутно, апсолутно. Директорот мора да е присутен во салата како и секој родител кога треба да е дома за значајни работи и директорот треба да е постојано присутен кога се одржуваат манифестации, дали било за деца или за возрастни. Значи директорот, иако добро е организирал работата, пожелно е да се појави на тие манифестации. Така, благодарам. Следното прашање ќе посте оваа најзгодна женска овде, повели. Здраво, јас сум Анна Марија Даневска и јас сакам да го прашам Чичко Душко кога работи својата работа. Значи, од кога е Чичко Душко директор овде во Универзална сала? Здраво, Ана Марија, јас сум директор во Универзална сала повеќе од 6 месеци. Значи, скоро. Значи, скоро, прв пат, значи, ние ќе го правиме сега фестивалот овдека, откако Чичко Душко е директор во Универзална сала. И ќе го поканеме ли да дојде на нашиот фестивал? Да! Ќе му пееме ли некоја песна тоа што? Која песна ќе му ја пееме, например? Има една супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер, супер, супер звезда, супер звезда, сакам да сум јас. И супер звезда, сакам да сум јас. Аплауз за Чичко Душко, емотивна песна. И само да ви кажам дека сте навистина супер звезди. Сега, навистина ме уверивте дека сте супер звезди. Тука на лице место ни плейбек, нити разгласни озвучувања, ни ништо. Пееше ли Чичко Душко кога беше мал? Па не се опробав така на фестивали, меѓутоа како и секое дете, ја сакав музиката, сакав детски песнички. За жал немав прилика да пеам како вас сега пред камера. Меѓутоа не се знае, нели, можеби и сега на овие години некој ќе ме убеди, да. Малку подешко, ама ќе се обидеме. Ова ме интересира, дали Чичко Душко кога беше мал, значи некогаш и тој имаше 5, 6, 7, 8, 10 години, беше дете, дали еден ден сонуваше дека ќе стане директор, дека ќе работи на ваква одговорна работа, дали некогаш си замислуваше дека ќе биде па директор на Универзална сала? Може би сум замислувал да бидам директор, ама конкретно ќе бидам искрен, никогаш не сум помислил дека така животот ќе ми даде прилика да бидам директор на Универзална сала. Кога ми се пружи таа прилика, ја прифатив таа шанса и сега навистина ми е големо задоволство што сум директор на Универзална сала. Прекрасен одговор. Следно прашање кој? Марија, повеле. Здраво, јас сум Марија и сакам да го прашам Чичко Душко колку школа помина за да стане директор Универзална сала. Значи, дали лесно се станува директор и што све треба да се учи за да се биде директор? Еве, ние кажаме дека многу директори имаме овде вака заинтересирани. Ја више еднаш да видиме кој е заинтересиран за директор? Деме сите. Тешко ли е? Се станува ли лесно директор? Па не, треба навистина да се поминат сите процеси на образование, значи основно, средно, факултет, потоа треба да се покажете и на тие работни места каде што ќе почнете да работите. Не може од одма, значи, да се биде директор. Еден од условите да се биде директор е да имате завршено факултет
и барем најмалку 5 години работно искуство како раководител негде. Значи, добри резултати. Апсолутно со добри резултати. Значи треба да се биде одличен пред се во училиште, во основното образование, да покажете знаење во гимназија и сето тоа да го крунисате со факултет и на крај веќе ви е отворена шансата да може да станете директор негде. Браво, да видиме сега овдека дали име ние одлични ученици прво да видам. Кој има, значи кој му се сите петки во школа? Ајде да крене рака некој што има четврка. Ај тројка да видам кој има. Единици има некој овде? Кој има петки? Многу директори ќе имавте. Па добро, немојте да се срамите. Јас сум имал и петки, и четврки, понекогаш и по некоја тројка, зависи. Не можете во сите предмети вие да бидете супер одлични, така? Еве, например, вие убаво пеете, ама можеби математика и не ви оди баш секогаш најдобро. Меѓутоа, таа работа што сакате да ја работите, трудете се да ја работите најдобро што знаете. И да дадете се од себе. Да, и да дадете се од себе. Нормално. Ања сака да постави прашање, јас ман ќе станам за да дојам. Здраво, Ања, како си? Добре. Твоето прашање за Чикодушко кој е? Дали кога ги слушаш супер звездите ужива? Дали Чикодушко, значи кога ги слуша супер звездите, сите оние кои што доаѓаат други одека во оваа сала, вистински уживаат. Да, дефинитивно, наистина песните ви се прекрасни. Јас уживам кога ги слушам вашите детски гласчиња и само да продолжите така да ги забавувате возрастните. А кога доаѓаат и другите пеачи, например, кога доаѓаат, кажавме Тоше, Каролина, они пеат овдека некогаш и на проби. Да, аз сум ги гледал како учествуваат на тие манифестации, кога се присутни и кога доаѓаат некои вистински музички звезди во универзална сала. Денеска сме ние, значи овдека во вашата канцеларија, звездите најчесто ги гледаме на сцена. Доаѓаат ли некогаш и тука? Па, во принцип да, меѓутоа почесто се на сцена. Најчесто се на сцена. Ајде имаме уште малку прашања за крај кој ќе ги постави последните прашања да видиме, повелива. Здраво, јас сум Ива Димитриевска. Сакам да го поздравам моето семејство, а најмногу моето помало братче Лука. И сакам да го прашам Чичкодушко дали е тешка неговата работа. Ете, за крај, значи видиме колку е тешко да се биде вака директор. Па добре, да поздравиме Ива, незиното братче Лука, незиното семејство. Колку е тешко. Навистина да се биде директор е тешка и одговорна работа, меѓутоа неколку пати веќе повторивме, треба навистина да сте подготвени за да прифатите една ваква обврска и секогаш да исполнувате таа обврска најдобро што умеете. Благодариме многу на Чичкодушко за неговите прекрасни одговори, за времето и вниманието што ни ги посвети. Ќе му пратиме ли сега многу бакнежи? И ќе го поканиме на 15 и 16 и не само да ни биде директор, туку и да биде еден дел од оние многу чичковци тетки што ќе дојдат во публика да не гледаат. Договорено? Го чекаме да ни биде гости на детскиот музички фестивал Супер звезда. Ви благодарам, со задоволство ќе дојдам. Ви благодарам за бакнежите и сега јас сакам да ве почестам по едно чоколадци и по едно сокче. Фала ви многу, Чичкодушко. Ајде, одиме чоколада, сокче и шурка во универзална сала. Секоја година суперзвездите се во универзална сала и секоја година чека детка Бети. Здраво, живо. Здраво. Како си, детка Бети? Добро, благодарам. Конечно, конечно добро дојде и ти во Супер звезда. Најчесто се гледаме позади сцената или во универзална сала. Мене ми е многу драго вака се видиме пред камерите да видат. Значи кои се тие луѓе во универзална сала кои што се грижат за Супер звезда. Една од меѓу другите си и ти. Секоја година, значи морам да кажам дека тетка Бети се секира ние да почнеме на време, да сите влезат, да сите си поминат во најдобар ред, да сите бидат најадени, напиени, ако му седи некој закопчени, облечени, тешко ли да се работи на ваква работа? Не, посебно со овие деца е прекрасно да се работи, а впрочем ние секогаш сме млади, генерациите доаѓаат, си идат, си растат и после стануваат уметници, личности, доаѓаат, посетуваат фестивали и ги носат нивните дечиња на детски фестивали. Значи ништо чудно некој од овие дечиња кои што денеска ги гледаме и кои што ќе пеат на детските фестивали утре да станат популарни како Тоши и Каролина. Точно така. Тоши и Каролина исто така почнаа малечки како нив во универзална сала. Дека Бети ги знае нив од малечки? Од малечки. Еви сега и нас не знаат малечки. Така е. Кој ќе биде овде Супер звезда да видам? Кој ќе крене рака? Супер звезда. Сите ќе биде на Супер звезда. Меѓу другите Супер звезди е една од најголемите и тетка Бети. Бидејќи сето она што го гледаме ние на телевизија и оној шоу кој што оди, значи песничките од универзална сала, додека ние ги правиме и додека ние неуморно работиме на сцената, позади сцената работи таа со целата екипа од универзална сала. Благодарам. Фала ви штенешка многу за вашето топло гостопримство денеска овдека. Добре дојдени сте, се гледаме на Супер звезда. Се гледаме
чекаме 15 и 16 април. 15 и 16 април, значи во пладнените часови овдека во Универзална сала ќе се одржи детскиот музички фестивал Супер звезда. Ние ќе бидеме овдека, а ве покануваме и вас, почитувани гледачи, да дојдете и да бидете дел од спектакуларната представа и приредба која што ќе одржи Супер звезда. Тоа беше седенецко од Универзална сала. Да, само еден додаток. Колку што е убаво пред сцената, толку е убаво и зад сцената. Кога се спремаме, кога се договараме, кога си ги кажуваме сите тајни, расположенија и се спремаме да излеземе со малку трема. Така, да, или ја победуваме скроз. Точно. Ние ја победуваме скроз најчесто. Да. Затоа и сме Супер звезди. Да им афнеме многу на сите што не гледаат, да им кажеме чао. Фала ви многу, ве поздравуваме, ве сакаме и ве гушкаме. Се гледаме уште еднаш, кога кажеме 15 и 16 април во Универзална сала на детскиот музички фестивал Супер звезда. А до тогаш бидете живи, здрави, поздравени, ве сака Супер звезда и ве чекаме со сите вработени во Универзална сала. Чао, пријатно и до гледање. Чао.